Почитувани членови на ВМРО ДПМН, почитувани делегати на 14-тиот конгрес на ВМРО ДПМН, почитуван архиепископ на Македонската православна црква господин Стефан, почитувани високи представници на Македонската православна црква и на другите верски заедници во Република Македонија, почитувани представници на дипломатскиот кор, почитувани гости на 14-тиот конгрес, почитувани гости од партијата на модератите од Шведска, ХДС од Хрватска, Демократи за силна Бугарија од Бугарија, Г17 плюс од Србија, Демократската партија на Србија, Обединетото национално движење од Грузија, Фондацијата Конрад Аденауер од Германија. Почитувани представници на политичките партии, драги коалициони партнери, почитувана господја Вилма Трајковска, почитувано семејство Клюсеви, дами и господа, браќа и сестри. Добре дојдовте на 14-тиот редовен конгрес на ВМРО ДПМН во Битола, град полн со историја, но и со силна енергија за нови подвизи и нови успеси. Од првиот конгрес на ВМРО во 1893 до 13-тиот конгрес на ВМРО ДПМН во Штип во март 2007 секогаш било важен историски миг да се присуствува на еден од ваквите моменти. Конгресот е време на отчет и време на преиспитување на себе си внатрешно и време на градење на нови политики. Врв на достоинството и морална исправност е да дадеш отчет за својата работа. Тоа значи дека не се криеш, дека не сакаш нешто да забошотиш, дека си сигурен во себе. Сатисфакција да се подсетиш на својот труд, на вложената енергија, на непроспиените ноки, на заморот кој тежел на твоите плеки додека си потонувал во купиштата хартии пред себе. Да се сетиш на изминатите илјадници километри кои си ги поминал низ државата, на стотиците илјади луѓе кои си ги сретнал, на секоја стисната рака, на секој збор кој е чуен, на човечката судбина која те направила на моменти тажен, на моменти среќен, но секогаш горд, затоа што си меѓу собствениот народ. Се сеќавам на времето кога беше Охридскиот 12-тиот конгрес и кога ВМРО ДПМН беше во длабока криза по поразот на изборите во септември 2002 година. Кога во една таква прилично сложена, за некои луѓе дури и безнадежна ситуација ја превземав одговорноста да застанам на чело на партијата, да ја вратам на власт и да го забрзаме развојот и реформите на земјата, која беше во тотална агонија. Многумина мои блиски ме советуваа да не се нафаќам на таа сизипова работа, но го прифатив предизвикот. Малкумина предвидоа што ќе се случува после тој конгрес. Малкумина предвидоа дека ВМРО ДПМН во тој период сепак се уште го немаше допрено дното на кризата. Следуваа тешки и болни реформи и транзиција во партијата. Толку многу бурни што многумина помислија дека тоа е крајот на ВМРО ДПМН. Но тој период беше клучен за подоснежното издигнување, новата сила и нова енергија на партијата. Енергија која ја врати партијата на власт на следните парламентарни избори и ја врати надежта на Македонија. Требаше да се издржи тој период и да се верува. Да се верува во чекорите кои всушност беа длабока, коренита и многу болна реформа. Требаше да се соочиме со нашите грешки од минатото, да продолжиме да ги негуваме позитивните работи од нашето преходно работење, да ги отвориме вратите за нови способни луѓе и да ги искористиме потенцијалите на оние поискусните кои сакаа да продолжат. Некои луѓе во таа гужва, во тој метеж, во тој хаос, донесоа погрешни одлуки. Но најголемиот дел од нив брзо го сватија тоа и ги исправија своите грешки. Веќе застанатата на здрави нозе партија широко ги отвори вратите за секој свој припадник кој препозна дека донел погрешна одлука и тоа дополнително ја зајакна партијата.
Повторно станавме најмокната и најголема политичка партија во Република Македонија. Новиот почеток се покажа за исправна одлука. Следниот 13. конгрес во Штип веќе го одржавме како победничка партија, односно партија на власт, која со огромна брзина спроведува брзи и ефикасни реформи, со јасна визија на иднината во секоја смисла. Тога знаев дека по конгресот во Штип не чекаат 4 тешки години, бидејќи во политиката честопати полесно е да стигнеш до врвот отколку да се задржиш на него. За да се задржиш на врвот треба многу повеќе работа, посветеност, постојаност, искрен пристап кон работата, многу труд и многу одрекувања. А јас знам дека и како партија во опозиција ние многу работевме. Но новата одговорност дава и нова сила, нов адреналин, нова енергија и нов предизвик. Но иако знаев дека следните 4 години ќе бидат тешки и напорни, сепак не знаев дека за година и пол не очекува најголемата светска економска криза во светот во последните 80 години. Не знаев дека пред почетокот на таа криза и на крајот, пред заминувањето на таа криза, светот ќе го задесат и 2 ценовни шока, кои ќе влијаат на зголемување на цените на нафтата и храната пред се. Не знаев дека ако ги исполниме сите реформи до една, потребни за членството во НАТО и почетокот на преговорите со Европската Унија, нашиот јужен сосед ќе не блокира со барање кое никогаш на ниту една земја не е било поставено како услов за членство, а тоа е да си го промени името и идентитетот. Сепак, сите овие непредвидени блокади не спречија да работиме со сите сили и да извлечиме максимум од она што може да се направи во новонастанатата ситуација. Работевме по 15 часа дневно за да постигнеме 2 цели. Да го исполниме она што им го ветивме на граѓаните пред изборите во нашата програма и да се справиме со новите околности кои ги донесоа светската криза и блокадата од нашиот јужен сосед. Тоа не беше лесен пат. На никого не му беше потешко отколку на мене и како човек и како политичар имав двојна одговорност. Да се грижам во тие бурни времења, да го водам бродот кон помирни води. Како партија постојано внесувавме освежување во нашите редови, заменувајќи ги заморените со одморени поединци на одредени партиски функции, како и заменувајќи ги сите оние кои добијат државни или општински функции со нови лица кои ќе се посветат на партиското работење. Таа воспоставена пракса многу ни помогна за да не се повтори минатото од 98-та, кога речиси сите партиски функционери не се откажаа од партиската функција, кога добија државни должности. И нормално не достигаше нивното присуство и активности и на едното и на другото место, односно функција. Тоа пак од друга страна им даде многу простор и шанса на нови луѓе, на партиските функции кои има елан, енергија и амбиција да се докажат во својата способност и да бидат препознаени. Од аспект на партија на власт, непрекидно дававме и даваме шанса на многу луѓе кои не се партиски, но се професионални, честни и способни и ги поддржуваат политиките на ВМРО ДПМНЕ. Така ќе продолжиме и во иднина. Државата мора да ја водат високо компетентни, способни, образовани и честни луѓе. Нивниот успех е заеднички успех и за ВМРО ДПМНЕ и за Македонија. Нашата цел е успех на Македонија. Ако Македонија е успешна, успешна е и ВМРО ДПМНЕ. Што го одбележа овој 4 годишен период на партиски и на државен план? Прво, ВМРО ДПМНЕ заедно со коалицијата која ја создаде, ја одбележа својата историски најголема победа на парламентарните избори, освојувајќи 63 пратеници наспроти 27 на СДСМ и нивните коалициони партнери на предвремените парламентарни избори во 2008-та и воопшто најголема победа на било која партија досега во историјата на Република Македонија. Второ, ВМРО ДПМНЕ победи на локалните избори во 2009 година со најголема победа досега, освојувајќи 59 градоначалници,
вклучувајќи го и Скопскиот, наспроти 6 градоначалници на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Истовремено тоа е и најголема победа што на било кои локални избори досега ја постигнала било која партија во Република Македонија. Трето, ВМРО-ДПМН ја извојува најубедливата победа досега на председателски избори заедно со кандидатот и денешен председател господинот Ѓорѓе Иванов. Од локалните избори 2005-та имаме 5 изборни победи едно по друго, а ако утре има избори, сосема е јасно дека ќе ја имаме и 6-та. Но не е најзначено тоа што беа победи кои ги срушија сите рекорди. Најзначено е што беа победи чисти како солза. Нешто што не може да се каже за фалсификат победите на СДСМ на парламентарните избори во 1994-та и на председателските избори во 2004-та, кога во вториот круг се соочивме со класично полнење на кутии. Нам такви победи не ни требаат. Тие не носат среќа. Тие не се нарно. Тие потоа носат несреќи и големи порази. И уште една работа да повлечам. ВМРО-ДПМН е точно 4,5 години на власт. И се уште ја има убедливо највисоката поддршка на граѓаните. Во нашата 5-та година на власт, ние бараме предвремени избори, а СДСМ се бори да ги нема. Тоа само по себе ви кажува многу работи. Никогаш досега во политичката историја на Македонија, владеачката партија во својата 5-та година на власт немала двојна предност пред опозицијата. Денес ВМРО-ДПМН е активен учесник на сите собери и настани на Европската народна партија, најмокната политичка партија во Европа, прифатена и почитувана. Ова не значи дека се беше идеално, или дека немавме грешки и пропусти, или пак дека сме ги решиле сите проблеми. Не, имаше и слабости и грешки, но и признавање на грешки и нивни корекции. Има уште многу проблеми кои треба да се решаваат, но пред се и над се имаше многу работа, навистина многу работа, и константна посветеност на остварување на ветеното, искрен и отворен пристап кон народот и континуиран контакт со народот и неговите проблеми. Она што не одража да бидеме константно успешни дури и во екстремно тешки и непредвидени услови е она што го прифативме како стил на работа на претходниот конгрес во Штип, останувајќи доследни на кажаното. Затоа, почитувани присутни, ќе подсетам што таму си ветивме. Оти време е и да се подсетиме и да си повториме некои работи, бидејќи тие работи ќе ни требаат и за наредните 4 години. Зборувајќи за одредени поуки кои не треба да ги заборавиме, тогаш во Штип кажав, а денеска со гордост ќе го повторам, бидејќи тоа е основата на нашиот успех. Еве извадок од тогаш. Прво, победата дојде со многу работа, труд, енергија, време, сериозност и посветеност. Немам намера да дозволам да го промениме однесувањето додека сме на власт и оној што ќе се опушти, нека се прости од функцијата, а ако сака и од партијата. Како работам јас по 15 сати на ден, така ќе работите и вие кои сакате да сте дел од победничкиот тим. Не се лутам ако се заморите и побарате да бидете заменети. Тоа е за почит. Многу ќе се разочарам ако не можете да го следите тоа темпо, ја држите функцијата и блефирате. Второ, победата дојде од народот, затоа што 3,5 години бевме постојано со него. Во првите 6 месеци не го барав ова од вас, затоа што ни требаше време да ги фатиме дизгините и да ја придвижиме Македонија. Но од следната недела па натаму до крајот на мандатот
секој министер, заменик министер, државен секретар, директори и други високи функционери, како и јас самиот, секоја недела најмалку еден ден ќе бидете по стрикно утврдена програма со граѓаните на терен, со народот, ќе ги посетувате вашите подрачни единици, институциите од вашата област, граѓанските здруженија и групации кои зависат од вашето работење, луѓето од чии пари земате плата, ќе ги слушате проблемите на граѓаните на отворени трибини, ќе ги објаснувате директно нашите политики, ќе ги слушате нивните маки, проблеми, неправди, изблици на бес и нервоза од ситуацијата во која се наоѓаат и разговарајќи со секого, гледајќи го во очи, ќе барате решенија за нивните проблеми. Министерот за земјоделие еден ден во неделата меѓу земјоделците, меѓу селаните, меѓу тутунарите и овчарите, од село во село, од проблем на проблем. Министерот за здравство меѓу пациентите и меѓу лекарите, барем еден ден во неделата. Министерот за образование кај учениците и учителите, но и министерот за надворешни работи од хотелот во Брисел да дојде во Прилеп или Битола, Тетово или Струмица, Гостивар или Пробиштип, или во кауливите улички по селата да не го заборави сопствениот народ и маките во кои живее. Отигазики ги дебелите теписи во Мериот или Краун Плаза, лесно може да се заборави зошто си таму, во чие име си, кој те избрал, кој ти плаќа и што очекува од тебе. Знам дека не можеме на сите да им помогнеме. Некому ќе помогнеме, на многумина нема да можеме. Но едно знам, се додека го слушаме гласот на народот и ги гледаме неговите маки и проблеми, нема да забегаме како нашите претходници и ќе ја чувствуваме одговорноста. Оној момент кога ќе се затвориме во нашите канцеларии и ќе слушаме што се случува надвор од општина Центар, од нашите советници, тогаш ќе почнеме да веруваме во нешто што го нема. Може би некој ова ќе го нарече популизам, но јас ќе ви кажам дека ова е суштината на политиката. Трето, како десноцентристичка и демохристијанска народна партија, припаѓаме кон оние политички партии кои поаѓаат од идејата дека поединецот и општеството се должни пред се да се придржуваат кон законот, вклучувајќи го христијанскиот морал и традицијата. 6 месеци сме на власт и нема ниту една криминална или корупцијска афера создадена од некој од оваа влада. Се надевам дека така и ќе продолжиме. Нема да има поштеда за никого ако се дрзни да заработи на таков начин. Нема да има разлика за мали и големи лопови. Тој кој ќе се фати, тој и ќе плати. Рековме нулта толеранција за корупцијата. Така мора и да остане до крај. Знам дека многу од вас можете 5 пати повеќе да заработите со вашите професии, ако сте во приватен бизнис. Но никој не ни брани да се повлечиме од функцијата и да одиме во приватен бизнис, ако тоа го сакаме. Се додека сме на оваа функција, не треба да се споредуваме со приватниот бизнис, затоа што со успешноста во оваа работа има нешто што се добива, не е материјално, а има многу поголема вредност, која многу богати луѓе не може да ја купат. Угледот, почита од народот, респектот, кредибилитетот, општествениот статус и славата. Затоа не чекајте милост, ниту партиска заштита, ни за мала, ни за голема кражба или измама. Оваа политика не доведе на власт. Заради тоа ветување на народот ни ја даде довербата. И запомнете, не е чесен тој кој немал прилика да украде, па не украл. Чесен е тој кој имал таква прилика и не го направил тоа. Сега треба да се покаже честноста. Четврто, да останеме она што бевме. Почит кон секого. И кон оној кој не разбира или не може да не разбере. И кон оној кому не можеме да му помогнеме, и кон оној што има преголеми или нереални очекувања од нас. Почит
наместо ароганција. Тоа ни разликува од нашите претходници. Тоа да не се промени. Голем дел од вас, почитувани делегати и гости, кои веќе сте функционери, не заборавајте, сите ваши функции се привремени, вклучително и мојата. Ние сме на привремена работа. Еден ден сите ние ќе загубиме оваа функција, но она што е важно е да можеме луѓето да ги гледаме во очи без страв или срам и да не паметат по-добро. Затоа што и да работите во иднина, по завршувањето на вашата функција, вашата репутација и доверба, а преку тоа и заработка, ќе зависи од сегашното ваше работење. Ако излезете од функцијата како лажго или неспособен, или нестабилен, или криминоген, таков ќе ви имаат за цел живот. И кога ќе се вратите во бизнисот или во приватниот сектор, и во секој колектив, но и ако пак се појавите на избори. Што и да работите ќе ви биде многу полесно и многу брзо ќе се снајдете ако излезете со чиста совест и со чист образ од оваа функција. Со углед и со проекти по кои ќе ве помнат каде и да ве сретнат. Ја имате таа шанса. Не го заборавајте ова ниту во еден момент. Јас немаше да добивам таква доверба на овие избори, ако еднаш не бев на функција министер, од каде излегов по поразот на партијата, но со резултати за себе. Ако сите го следиме тој пат, Македонија побрзо ќе успее, ВМРО ДПМН ќе успее, вие лично ќе успеете. Наша задача е да го продолжиме начинот на работа и принципите, како што работевме во овие 4 години и во опозиција и на власт, да останеме доследни на своите принципи и вредностни критериуми и да ги надградуваме. Со таква работа сигурно ќе добиеме уште еден мандат. Ако ја продолжиме оваа традиција од минатите 4 годишен период, традицијата на самокритичност, на прифаќање на собствените грешки и брзи корекции на истите, тоа дава сигурност за нови успеси и нови победи. Затоа од оваа говорница сакам да ве охрабрам. Ако грешам, не молчете. Кажувајте го вашето мислење. А јас сигурно нема да седам мирен кога министрите и директорите ќе прават грешки. Ќе им ги коригирам, но и ќе им ги бројам грешките. Оти тие не треба да се пречисти. Исто како што правевме во минатите 4 години. Јас сум спортист, а таму има едно правило што важи и во политиката. Респектирај го противникот. Првиот чекор кон поразот е кога ќе го потцениш противникот, колку и да е слаб во моментот. Но и првиот чекор кон новата изборна победа е кога целата партија ќе функционира, вклучувајќи и владата, секој ден, како да е во последните 6 месеци пред избори. Тогаш, во тие последни 6 месеци, најчесто почнува да се дава максимумот и најчесто е предоцна, затоа што тоа не се правило од првиот ден. Затоа, драги пријатели, мојата филозофија на работење е турбо од првиот ден, пресинг 90 минути, обединети кон целта, постојано со нови идеи, постојано со покачување на стандардите, нови победи. Кој може да го следи ова темпо и оваа филозофија е добре дојден во победничкиот тим. Честно и одговорно. Во тоа е нашата сила. Почитувани присутни, драги сопартици, тоа го кажав на Конгресот во Штип, на Конгресот во 2008-та и не случајно го повторив денес. Тоа ви го кажувам и денеска овдека во Битола во 2011-та. Бидејќи тоа беше рецептот на нашиот успех. Тоа е темелот на нашата подршка од граѓаните. И сакам да повикам да останеме постојани и да останеме доследни на она што сме го зацртале и она што сме го кажале. Ви благодарам на сите кои во овие 4 години го следевте овој пат, односно ги следивте овие принципи. Тоа што останавме во најголема мера доследни на она што го зацртавме како филозофија на работење и водење политики.
Тоа беше нашиот клjuč на успехот. Сите овие работи на кои се навратив ни помогнаа да останеме на земја, како ниту една друга партија на власт во Македонија досега од независноста до денес. И не е случајно што никогаш досега немало партија на власт во Македонија која во својата 5-та година има двојна предност во поддршката од граѓаните. Дури и после тешка светска 2,5-годишна економска криза и блокатите на патот на нашите европски и евроатлански интеграции. Каде ли ќе беше земјата, државата, не партијата, туку Македонија, ако ги немаше нив, а со вакво темпо и филозофија на работење во кое во голема мерка се почитуваше. Она што беше наша одлика во изминатиот период, како што пред малку спомнав, беше искреноста и отвореноста. Искреност во ветувањата кон народот. Искреност и кога нешто не може да се оствари, или кога се бара побрзо да се оствари. Тоа мораме да го задржиме. Колку што бевме поискрени во кампањите и во секојдневното работење и комуникација со граѓаните, толку повеќе ни веруваа. Колку што почесто искрено одбивавме да им ветуваме за она што не можеме да го оствариме, независно колку тоа да беше одвучувачко за нивниот глас. Растеше нашата доверба, но расте и очекувањата кај народот. Кога во кампањите и одењата на терен им велев дека не можам да им ги решам сите проблеми, ниту од секое семејство да вработам по еден, луѓето наместо да се разочараат велеа, добро е, овој човек ја говори вистината. Да, нашето мото и на овој конгрес е вистината секогаш победува. Многумина добронамерни советници честопати ми говореа дека толкавата искреност понекогаш може и да ни направи штета во политиката и дека во политиката нормално е нешто и да се лаже. Но се покажа да се биде отворен, да се говори реално и искрено и кога е најтешко и кога е најболно, дека тоа е исправна политика. Паднаа старите концепти на лаги и манипулации од транзиционите 90-ти години. Паднаа заедно со нивните креатори и најчести корисници. Паднаа и не може да се опорават. Нивниот главен носител денес бара начин како да ја заврши кариерата, а барем во очите на неговите членови, на кои им ја продаваше манипулативната теорија на политиката, да не заврши како поразен до коска. Дојде нова политичка гарнитура со нова политичка филозофија, која не се вклопува во старата транзицијска матрица. Покрај искреноста, нашиот втор адут беше компетентноста и професионалниот пристап. Некои тоа го нарекуваат технократија, некои нешто различно. На сите досегашни избори излеговме со професионално изработена програма за изборите, со всеофатна и многу детална програма, која многу повеќе личеше на владина програма или акционен план, отколку на вообичаена изборна програма. Вклучуваме многу луѓе во нејзината подготовка и многу навистина способни луѓе. Се трудевме да не ветиме нешто за што не сме сигурни дека ќе го исполниме. Така треба и да продолжиме, бидејќи, како што честопати велев, подобро е да ветиш помалку за она за што не си сигурен дека можеш да го исполниш, па да изненадиш ако успееш да го оствариш. Дозволете да подсетам само мал дел од оние работи кои што ги ветивме или не ветивме, а сепак ги исполнивме. Ветивме најниски даноци во Европа. Македонија ја направивме земја со најниски даноци во Европа. Ветивме подршка за земјоделците која по точно утврдена динамика секоја година ќе расте, за да годинава стигне до 115 милиони евра. Токму така постапивме и исполнивме, прецизно до денар, иако во меѓувреме ни се случи најголемата светска економска криза. Ветивме дека ќе ги исполниме условите за да повлечеме европски средства преку ИПАРД програмата на Европската Унија. Нашите земјоделци веќе имаат на располагање огромни фондови од Унијата. Ветивме трет мобилен оператор кој ќе ги намали цените на телефонските услуги, експресно го направивме тоа.
Ветивме визна либерализација и дека ќе ги направиме сите реформи за нашите граѓани да не чекаат понижувачки за визи и да имаат слободно движење низ Европа. Денес без визи секој наш граѓанин слободно патува во Европа со пасош на кој пишува Република Македонија. Ветивме отворање на трет државен универзитет во Источна Македонија. Не само трет, отворивме и трет и четврт државен универзитет во Охрид, 25 нови факултети и многу дисперзирани студии во голем број градови за нашите граѓани да имаат поголема можност и пристап до високото образование. Ветивме дека ќе ги исполниме сите реформи и модернизации за членство во НАТО и почеток на преговори со Европската Унија. Ги исполнивме до една сите услови. Ја добивме и препораката за почеток на преговори со Европската Унија, но заради блокадата на Грција со цел смена на нашето име и идентитет, се блокира членството во НАТО и преговорите за ЕУ. Но останува фактот дека ветениот реформски дел ние го исполнивме. Ветивме модернизација на нашите аеродроми. Тие се градат во полнек. Ветивме силна, неселективна и непоколеблива борба против криминалот и корупцијата. Ја имаме во полнек и по цена на тешки удари од страна на загрозените, чии мегафони не бираат ни средства, ни зборови. Ветивме конфискација на имот на криминалците откако ќе заврши судскиот процес. Создадовме агенција која досега конфискуваше имот вреден неколку десетици милиони евра стекнати со криминал, кои влегоа во буџетот на Република Македонија и се насочија кон најсиромашните слоеви и кон бесплатно образование. На листата на Transparency International за перцепција за борба против корупцијата се искачивме за цели 43 места за само 4 години. Ветивме компјутер за секое дете. Пред секое дете во сите основни и средни училишта има компјутер и интернет. Изградивме 25 нови училишта, а уште 8 се градат. Огромен број училишта реновиравме. Ветивме превод на 500 стручни и научни книги и учебници за нашите студенти и научни работници. Во тек е превод на 1000 стручни и научни книги и учебници од кои се учи на највисоко рангираните универзитети во светот. Ветивме дека ќе завршиме обиколницата околу Скопје, дека ќе изградиме и реновираме 250 локални патишта и 370 километри регионални патишта. Тоа и го правиме. Ветивме дека ќе им помагаме на децата излезени од дом за деца без родители. За 9 пати ја зголемивме паричната помош при напуштање на домот. Над 100 од нив добија станови. Домовите редовно добиваат средства за подобрување на условите за живот. Ветивме изградба на 2500 социјални станови. Градиме точно толку и веднаш ги распределуваме на транспарентен начин со компјутерски избор. Ветивме воведување на концептот на бруто плата. Го воведовме истиот. Со него процентот на работниците кои нередовно земаат плата се намали од 10 на 3%. Ветивме подршка за мајките, за секое трето и четврто родено дете. Донесовме таков закон. Ветивме спомен куќа на мајка Тереза, ја изградивме. Ветивме обновување на стариот театар во Скопје, срушен во земјотресот, и музеј на македонската борба за слобода и независност. Ги градиме. Ветивме објект на Македонската филхармонија. Во тек е изградба на концертна сала на Македонската филхармонија. Ветивме дека ќе изградиме северната трибина на националната арена Филип II Македонски. Не само северната. При крај сме и со источната и западната. Ветивме 35 спортски сали низ Македонија, градиме многу повеќе од тоа. Ветивме 50 фудбалски игралишта за голем фудбал. Точно толку се градат, а голем дел од нив веќе и се завршени. Ветивме дека ќе направиме легализација на дивите градби. Опредвадена законот за 1 евро од квадрат за легализација на дивите градби веќе започна да функционира. Ветивме дека институциите кои беа дувло на мито и корупција од типот на катастерот, царината и фондот за здравство ќе станат успешни примери за да се види дека може не малку, туку многу поинаку.
Денес овие институции се пример за успех и транспарентност. Денес процесот на воспоставување катастар на недвижности е завршен на 99,6% од територијата на Република Македонија, за разлика од 2006 кога тоа беше случај на само 46% од територијата на државата. Од февруари 2010 година овозможено е безготовинско плаќање на сите шалтери на катастерот, инсталирани се посттерминали во подрачните оделенија и во Центарот за катастар на недвижности во Скопје. А од февруари оваа година овозможено е плаќање и преку интернет. Во мај 2010 година беше воведен новиот систем за регистрација на недвижности, електронски катастар. А од февруари оваа година воспоставен е електронски шалтер со кој катастерот се поврзува со нотарите и другите професионални корисници. Во 2006 година од 300.000 поднесени барања останале нерешени 30.000 предмети или 10%, додека во 2010 година биле поднесени 850.000 барања, а останале за решавање само 4.000 предмети или само 0,5%. Царината на Македонија, која некогаш беше синоним за државна корупција, се издигна, се реформира, стана пример за успешна царина кој се нуди како успешен пример во други земји и го завзема водечкото место во позитивните коментари на извештаите на Европската Унија. Ветивме скратување на процедурите за добивање градежна дозвола. Наместо 23 чекори, сега се доволни само 3 до 4 чекори за да се добие градежна дозвола. Ветивме дека ќе создадеме многу подобри услови за водење на бизнис. Го спроведовме проектот регулатор на гилотина, ја намаливме бирократијата, станавме трет најголем реформатор во светот според Светската банка, а на генералната листа на Doing Business од 96-тото се искачивме на 38-то место според условите за правење бизнис. Ветивме обнова на апаратурата во здравството. Во тек е реализација на набавка на современа медицинска опрема во вредност помеѓу 90 и 100 милиони евра. Ова е најголемата инвестиција во опрема во македонското здравство во последните 20 години. Ветивме голем напредок во користењето на интернет технологијата. Формиравме специјално министерство за тоа. Извршивме бесплатна обука на над 40.000 граѓани. Отворивме бесплатни интернет клубови во 30 на града. 2 години поред дававме ваучери за нови компјутери на студентите апсолвенти. Денес интернет користат над 50% од граѓаните на Република Македонија, за разлика од пред 4 години кога тоа го правеле само 16% од граѓаните. Ветивме дека ќе го завршиме хидросистемот Злетовица. Во втората половина на 2010 година заврши првата фаза од проектот Злетовица, наменет за искористување на водите од сливот на Злетовица. Проект со вкупна вредност со 105 милиони евра, од кои во првата фаза се инвестирани 70 милиони евра. Ветивме крупни реформи во правосудството. Кон крајот на 2010 година донесени се неколку многу значајни законски проекти во сферата на правосудството, како што се измените на кривичниот законник, потоа нов закон за кривична постапка, нов закон за Академија на суди и јавни обвинители, и измени во законите за судови, измени во законите за судски совет, измени во законот за судски буџет и измена во законот за управни спорови, со кои значајно ќе се зголеми самостојноста, независноста, ефикасноста и професионализацијата на судскиот систем во Република Македонија. Ветивме реформи и модернизација на јавната администрација. Започна проектот интероперабилност за меѓусебно поврзување и користење на регистрите и базите на податоци меѓу државните органи и институции. Со проектот првично се поврзаа Централниот регистер, Управата за јавни приходи, Агенцијата за катастер и Царинската управа, а во најкус период ќе се поврзи и Министерството за внатрешни работи. Со овој проект ќе им се овозможи на граѓаните да добијат услуги без при тоа да мора да бараат преходни документи за да дојдат на финалниот шалтер каде им е потребен тој документ. Само ова поврзување на само овие 4 институции за почеток ќе намали 150.000 доаѓања на шалтер на граѓани годишно. Долга е листата, почитувани присутни. Има уште многу. Но она што нас не прави многу различни од нашите претходници,
Не беше само остварувањето на она што сме го ветиле, туку и исполнувањето на многу работи кои граѓаните ги бараа, но не се успевувавме да им ги ветиме, а сепак ги остваривме. Например, не ветивме покачување на пензиите на пензионерите. Ги покачивме севкупно досега во просек за 35%, а најниските пензии за 42%, а ќе беа и повеќе да не беше светската економска криза. Не ветивме зголемување на платите во јавниот сектор, но на 2 пати по 10% ги зголемивме. Просечната нето плата во Македонија порасна за 61% откако сме дојдени на власт, од 12.600 денари на 20.300 според официјалните податоци. За 26% е зголемена социјалната помош. Не бевме ветиле бесплатни учебници за сите ученици. Во екот на светската криза започна ново време во Македонија, кога сите ученици во основно и средно образование имаат бесплатни учебници и превоз бесплатен до и од училиште. По децениска стагнација на платите и ерозија на стандардот на просветните работници, извршено е зголемување на платите на вработените во основните и средните училишта. Во 2010 во однос на 2006 тоа зголемување изнесува 60% за највисоките плати, односно 110% за најниските плати. Не ветивме намалување на придонесите. Започна намалување на придонесите за здравствено и пензиско осигурување и со тоа дополнително растоварување на стопанството. Не ветивме приватизација на дворните места за 1 евро од квадрат. Над 100.000 семејства си ги откупија дворните места за само 1 евро од квадрат. Не ветивме дека ќе овозможиме увоз на половни возила со Euro 1 и 2. 40.000 семејства кои возеа по 20 години стари возила или воопшто немаа кола, добеа можност да купат ефтини возила. Многумина што возеа Југо сега возат Опел. Многумина што возеа Фичо возат Пунто. Многумина што возеа Застава 101 сега имаат Рено или Пежо. Многумина што немаа кола сега возат Голф, Шкода или Ситроен. Тоа е ВМРО ДПМНЕ. Конкретно. Не бевме ветиле дека ќе го спроведеме проектот енергетска сиромаштија. Го спроведовме, сите семејства приматели на социјална помош имаат дополнителни 600 денари месечно за плаќање на енергија. Не бевме ветиле проект со кој секое семејство примател на социјална помош ќе добие 1000 денари повеќе месечно за секое нивно дете кое редовно ќе оди на училиште. Го направивме тоа. Не ветивме обнова на целокупниот автобуски превоз во Скопје. Го спроведуваме тоа. Не ветивме поевтинување на партиципацијата на студентите. Владата на ВМРО ДПМНЕ донесе одлука за намалување на студентската партиципација на високообразовните институции. Намалувањето во државната квота беше од 400 на 200 евра, додека во квотата за кофинансирање од 1000 на 400 евра. Не ветивме целосна и темелна реконструкција на болниците и на клиниките. Во август 2010 година започна проектот за реконструкција и доградба на болниците во износ од 100 милиони евра. Не ветивме подршка на образованието, науката и бизнисот со најмодерни лаборатории, но во тек е реализација на набавката на опрема за лаборатории за државните универзитети и јавни научни установи во износ од 60 милиони евра. Не ветивме ниту изградба на театар во Велес. Во тек е изградбата на овој театар и долгогодишно барање на граѓаните во Велес. Во завршна фаза е изградбата и уредувањето на спомен куќата на Тодор Проески во Крушево. Во тек е изградба на локалитетот Плаошник, каде што е започната изградбата на Свети Климентовиот универзитет. Се изгради наколната насоба во Охрид. Долга е листата, почитувани присутни, и на овие проекти на неветени, а сепак исполнети работи. Но ова не е доволно. Ова не е доволно. Треба уште многу работи да се завршат, бидејќи се уште нашите граѓани се соочуваат со големи проблеми. Забележителниот пад на невработеноста од 37 на 31,7% во 2007 и 2008
за жал беше блокиран од налетот на светската економска криза. Залетот кој се фати со историски највисокиот раст на македонската економија во 2007 и 2008 година беше пресечен како со нож од глобалната криза која уследи. А истото се случи и со странските директни инвестиции кои само во 2007 и во 2008 година, кога пристигнаа во износ од безмалку 1 милиарда евра, светската криза ги запре преку ног со крахот на светската економија. Имаме уште многу работа. Но воспоставивме стандарди, воспоставивме нови вредности, нови репери за работа и за достигнувања, нови вредности на однесување на политичари избрани од народот. Поставивме вредност и да бидеме горди на тоа. Сега никој нема да може да се симне под ова ниво кое ние го пропишавме. Нема враќање назад. Им ги затворивме вратите на комоција и абнормална неодговорност на сите идни политичари. Селска влада, верска влада, земјоделска влада, конзервативна влада, национална влада, патриотска влада, автобуџиска влада, влада која не спие, пензионерска влада. Тие мислеа дека ни се подсмеваат и дека не навредуваат со овие квалификации. Но не беа свесни дека тоа беа најголемите комплименти за нас. Ние можеме да ги погледнеме нашите сограѓани во очи. Ние не чувствуваме срам и презир од тоа. Ние сме горди што се идентификуваме со обичниот човек, што од народот потекнуваме и со народот секогаш ќе бидеме. Бевме соочени со предизвици кои ги надминуваат границите на нормалата. Опасно непредвидливи за политичка анализа, кога паѓаат империи, кога најголемите економии клекнуваа на колена, кога реки од работници се отпуштаа од работа низ многу земји во светот. Во тој светски општествен виор успеавме да не дозволиме да бидеме однесени, завеани, потрупани, разурнати. Илјадници отровни стрели од нашите политички противници беа насочени кон нашето тело. Безброј квалификации кои се граничеа со наводничавост, газање по нашето достоинство, чест и име, моралот, по имиджот кој макотрпно го градевме. Издржавме, не подклекнавме, успеавме, бевме силни затоа што народот беше со нас. Нашите имиња остануваат врежани во секој процент покачена плата и пензија, во секоја градба која изградивме, во среќата на секое семејство за секој двор кој овозможивме да биде купен, во секоја зголемена плата на административецот, во секој намален трошок на бизнисменот, во секоја субвенција на земјоделецот. Почитувани присутни, наша постојана заложба и врвен приоритет во овие 4 години беше за членувањето на Македонија во НАТО и почеток на преговорите со Европската Унија. Како што претходно кажав, се што требаше да се заврши како реформа, го завршивме. Се што СДСМ не успеа да спроведе, ние го реализиравме и добивме позитивни извештаи во 2009 и 2010 година, како и препорака од Европската комисија до Европскиот совет за почеток на преговорите. За жал, на нашиот пат застана аргументот на силата, а не силата на аргументот, на нашиот сосед Грција, кој упорно и безобзирно бара промена на нашето име и на нашиот идентитет, како услов да го деблокира нашиот напредок. Вложивме многу напори во разговори на сите можни нивоа, со цел да се изнејде решение кое би било прифатливо за нив, но и за нас и нашиот народ, кој како што ветивме во таква ситуација би добил прилика да се изјасни на референдум. Такво решение не најдовме, но и не сме убедени дека во тој период нашиот сосед воопшто сакаше да се дојде до тоа решение. Ние нема да се откажеме од нашата намера земјата да стане дел од НАТО и Европската Унија. Тоа е нашиот пат. Таму е нашето место. Ке продолжиме да работиме со сите наши расположливи капацитети и начини да се изнејде решение и да се надмине спорот.
Нема да не фатат ни на кондиција, ни на замор или во тесно. Ќе останеме будни и за нашите национални и државни интереси. Ќе го браниме она што е наше и она о што не смееме и никој не ни дал право да се откажеме. Свесни сме дека за решение треба компромис, но не и себе избришување како нација или прифаќање понижувачки предвози. Впрочем, никој од нас нема мандат сам да одлучи за ова прашање. Затоа ова високо и државно национално прашање може да се решава само на референдум каде целиот народ и сите граѓани ќе се произнесат, доколку дојде до конкретен предлог и доколку се создадат услови тој предлог да се стави на мислење пред граѓаните. Кое мислење ќе биде одлучувачко и конечно за нас како партија. На многумина однадвор и однатре овој нас став не им се допаѓаше. Трпевме огромни притисоци, би рекол и закани. Трпевме и удари кои јасно беше зошто доаѓаат. Издржавме. Сакаме успех, сакаме решение, но сакаме правично решение. Сакаме одржливо решение, а не насила прифатено решение од кое ќе се срамиме и меѓусебно расправаме и кое со децени ќе ги продолжи надмудрувањата меѓу нас и нашиот јужен сосед, на секое место и секаде. Остануваме посветени на ова прашање, како и на нашето членство во Европската Унија и во НАТО. Истовремено, како влада, во изминатиот период правевме напори да ги зајакнеме релациите, пријателството и соработката и со другите големи, значајни и пријателски земји во светот, како економските, така и политичките. Со многу од тие земји во минатото, односите неоправдано биле запоставувани. Ние треба да градиме пријателства и да отвораме пазари за нашите компании колку што е тоа можно, по принципот како што тоа го прават самите земји членки на Европската Унија и на НАТО, во нивните партнерски односи со многу други земји. Почитувани сопартици, ние во овие 4 години вложивме многу напори во зајакнувањето на меѓуетничките односи, област која не е нималку лесна за менаџирање во мултиетничка балканска држава како што е Македонија. Спроведувањето на Охридскиот рамковен договор беше и ќе остане во врвот на нашите приоритети. Ние вложуваме и ќе вложуваме и дополнителни напори за создавање клима за колку што е можно похармонично живење на овој ист простор помеѓу христијаните и муслиманите, како и останатите религии кои ги има во помал број, помеѓу македонците, албанците, турците, србите, ромите, бошњаците и власите, како и другите етнички заедници кои ги има во помал број. Македонија е наша заедничка држава и Бог сакал тука да живееме на овој ист простор, да делиме добро и лошо и да бидеме различни по вера и по етникум. Ние тоа не можеме да го менуваме. Тоа е нашата реалност. Тоа е Божја волја. Ако Бог сакал да бидеме сите исти, веројатно така и ќе било, но тој ни дал искушение, но и можност и шанса со добри дела, со толеранција, со диалог, со меѓусебно почитување да градиме поубав свет за нас и да одиме напред, но и опција да се навредуваме и само уништуваме. Ние го избравме и го работиме првото. Ние сакаме заедно да одиме напред, со сите наши проблеми и со сите наши разлики, кои попатно ќе ги решаваме со мир, разум и меѓусебно разбирање. Повремените инциденти, изблици на насилства или навреди, или несакани случувања, ни се само подсетник за ова искушение, но и за шансата која имаме. Почитувани присутни, ВМРО ДПМН во изминатите 4 години покажа дека не е способна само да создаде голема коалиција, туку и да ја задржи и да ја прошири. Во неа влегоа 22 партии од различни профили, од различни етнички и верски припадности. И со нив заедно изградивме заеднички цели за кои заеднички се боравме. Оваа коалиција ја зголеми силата на сите нас
и на ВМРО ДПМН и на нашите коалициони партнери и ни овозможи остварување на многу заеднички цели во интерес на нашите граѓани. Дозволете во оваа прилика да се заблагодарам на соработката на коалиционите партнери од Коалицијата за подобра Македонија, како и на коалиционите партнери со кои заедно ја составивме и раководиме владата и создадовме мнозинство во парламентот. Како партија се трудевме да ги исполниме сите наши заеднички заложби и меѓусебни договори. Остануваме и понатаму посветени на одржувањето и зајакнувањето на оваа најголема досега во историјата на Македонија коалиција и доверба. Дозволете исто така да се заблагодарам и на соработката на другите политички партии во парламентот на Република Македонија, кои со своето учество и критички настап, колку и да е тој непријатен понекогаш за нас, ни помогнаа да бидеме подобри, да не се опуштиме и да ги сведиме грешките на колку што е можно помалку. Соработката со представниците на меѓународната заедница во Македонија исто така ни помогна во овие 4 години. И ние го цениме нивниот допринос во решавањето на дел од проблемите и зајакнувањето на релациите со земјите кои што тие ги представуваат. Сакам исто така да изразам благодарност за соработката како партија со сите медиуми и новинари, како составен дел на едно демократско општество. Нивните известувања, истражувања и критики беа составен дел на нашата работа и мотив повеќе за поголема ефикасност и отчетност, и така и ќе продолжи да биде. Благодарност и до моите сегашни и поранешни соработници во извршниот комитет и Централниот комитет на ВМРО ДПМН. На партијата со кој заеднички ги градевме политиките во изминатиот период. Заеднички се радувавме и тагувавме. Заеднички допринесовме за напредокот на партијата и напредокот на Република Македонија. Благодарност и до министрите, пратениците и другите државни функционери. Овие 4 години се наш заеднички потфат. Огромна благодарност и до целото членство на ВМРО ДПМН, кој е основен столб на кој обстојува оваа партија. Новој конгрес, на кој предходеше прославата на 20 годишнината од основањето на ВМРО ДПМН. Дозволете да се заблагодарам и на сите основачи на партијата, на поранешните функционери и активисти, без кои немаше да го имаме ниту Охридскиот, ниту Штипскиот, ниту Битолскиот конгрес. И без чија идеја и упорност Македонија многу ќе загубеше. Дозволете јавно да се заблагодарам на поддршката на сите граѓани кои не се членови на партијата, но не поддржаа во изминатиот период. Ние со сите сили се трудевме да ја оправдаме нивната доверба и да решиме колку што е можно повеќе проблеми кои ги засегаат сите граѓани на државата. ВМРО ДПМН е партија која сака да им помогне на сите на кои што е тоа можно, независно кој гласал за нас, а кој за некој друг. И така и ќе остане. Почитувани присутни, кога ние бевме опозиција, баравме предвремени парламентарни избори. Не ги добивме. Власта не се согласи да има предвремени парламентарни избори. Тоа е легитимна постапка на власта во едно демократско општество, исто како што е легитимна и доколку се согласи. Од денешен аспект, мислам дека ако се согласеше ќе беше многу подобро за земјата. Но не се согласи. Протестиравме, повикувавме, но со ништо не предизвикавме штета на државата. Кога одевме во Брисел, неко дошевме. Баравме само поддршка за Македонија и ја представувавме нашата визија за развој на државата. Денес ние сме власт. СДСМ е опозиција. Легитимно беше да побараат предвремени избори. Иако и тие и ние знаеме дека бара и се молеа да не добијат предвремени избори. Но им беше потребно за охрабрување на нивното членство. Плефираа. Во ред. Ние го анализиравме тоа барање и минатата година одлучивме да не го прифатиме, бидејќи сакавме да направиме дополнителни прогреси оваа година во исполнувањето на нашата програма ветена пред гласачите.
на нашите европски и евроатлантски интеграции и да решиме уште проблеми со кои се соочува земјата и граѓаните, па на наредните редовни избори и тие и ние да побараме подршка пред граѓаните, па како ќе решат тие, така нека биде. Ако решат дека овие реформи со едно вакво темпо треба да продолжат, нека ни ја дадат подршката за наредните 4 години. Ако решат да му ја дадат подршката на Црвенковски и СДСМ со нивните политики од транзиционите 90-ти години, во ред, ние тоа ќе го прифатевме како народна волја. Но, почитувани присутни, Бранко Црвенковски на момент заборава дека блефира. Тој заборави дека блефира. Заборави дека кога се блефира, не треба да се нарушат интересите на државата. Искористувајќи еден случај на борба против криминалот, зацкривајќи се зад плаштот на слободата на медиумите, иако добро знаат, а тој е нивниот министар за финансии, и јавно го кажа, што се криело за тој случај, и тие правни и физички лица. Тој одлучи да ги повлече пратениците на СДСМ и нивните коалициони партнери и да ја доведе во прашање европската иднина на Македонија. Тој добро знае дека на ваков начин и со ваква постапка Македонија може да ја загуби тешко стегнатата препорака за членство во Европската Унија. Но веројатно веруваше дека ВМРО ДПМН за тоа нема толку многу да се засега и да ја промени својата претходна одлука и да го прифати неговото барање за предвремени парламентарни избори. Тогаш, кога ние видовме дека се што работиме во делот на реформите и европските проекти може да падне во сенка на овој неодговорен чин, одлучивме да го повикаме Бранко и СДСМ на избори. Но видовме дека тој не е доволно храбар, како што постојано се трудеше да изгради имидж за себе. И тој не можеше да се соочи со сопствениот блеф. Се заплетка, се повлече, се загуби, мислеше неколку дена и на брзина смисли неколку услови, меѓу кои и некои неостварливи, за да ги одложи изборите. Не би бил проблем ни да се одложат изборите, бидејќи ако вака продолжиме да работиме со вакво темпо и динамика, сигурен сум дека на редовните избори ќе добиеме повеќе гласови од колку сега. Па макар медиумите кои сега наводно тој ги штити, секој ден продолжат да штанцаат измислени афери, пукања, омалважување и клевети, за кои и врапчињата веќе знаат зошто го прават тоа и зошто сакаат да ја сушат оваа влада, а да го донесат СДСМ. Тие се веќе прочитана книга и можат слободно да си продолжат така како што тргнале. Оти колку повеќе пукаш по некој кој работи, создава, остварува, толку повеќе пукаш по самиот себе, односно по собствената доверба. Така што оваа појава на исклучиво отцрнувачки и негативни вести се помалку е проблем на ВМРО ДПМН, а се повеќе на самите луѓе кои го креираат тоа. На народот веќе се му е јасно. Но невраќањето на пратениците на Црвенковски и неговата заглавеност во собствената стапица не оставаат друг простор, освен една работа, по која ќе можеме да продолжиме нормално да работиме и да остваруваме. А тоа е избори сега и веднаш. Баш онака како што бара пратениците со жолти маечки до пред некоја недела. Сега, откако дадовме дури и можност да ги исполниме барањата на СДСМ, освен едно, се разбира, за која е надлежен судот, а не ние, сега е време уште еднаш да повикам во името на иднината на земјата. Бранко, ајде на избори! Ни стана
Благодарам. Ни стана јасно од колумната на твојот министер дека ти си знаел за матните работи во Пајажина, но си го штител и тогаш и сега. Ни стана јасно како си ги диктирал и менувал судските одлуки по телефон кога си бил премиер. Ни стана јасно дека воопшто не си бил така храбар како што честопати сакаш да се представиш. Падна маските, Бранко, нема бегање. Излегувај на избори. Не се брукај дополнително. Не си го губи и тој авторитет кој ти преостана меѓу дел на твоите сопартици. Не и прави штета на државата од која леп јадеше, пензија извади и народот кој долго време ти веруваше. Бранко, секоја лага има свој крај. Дојде крајот на твојата. Немој да бегаш од избори. Немој да ја напакостиш на сопствената земја. Излези машки. И поразот е дел од животот и од политиката. Знам дека си способен секој ден да смислуваш барем по еден трик. И знам дека имаш во джеб смислени трикови за една недела однапред. Ама, Бранко, тоа веќе не поминува. Тоа веќе не се јаде. Не се прифаќа. Истите луѓе кои некога се восхитуваа на тие трикови, денес стануваат од масата и си одат. Не ја ставај твојата партија во заложништво. Не го ставај овој народ во заложништво. Само за да не завршиш со пораз во твојата политичка кариера. Што си сработил во животот? По тоа ќе те памтат. Триковите се забораваат колку и во моментот да изгледаат прифатени. Затоа, Бранко, ајде на избори. Ајде на избори веднаш. Во 2006 година ВМРО ДПМН победи и со полош закон за избори. Ниту пак закон за медиуми имаше. Ниту пак судскиот совет беше без министер за правда. Ниту пречистени изборни списоци имавме. И пак победивме. Ајде, ако веруваш во себе и ако го почитуваш својот народ и својата партија, излези на избори и нека одлучи народот. Дали сака реформска влада или те сака тебе со твојот учинок во времето на транзицијата. Сега е време да се излезе на избори. Почитувани браќа и сестри, дами и господа, ВМРО ДПМН ќе го продолжи патот на развојот на Македонија. Нашата девиза беше и ќе остане: никогаш немој да подклекнуваш на безочниот напад, колку да е тој силен. Секогаш стои исправен кога ги примаш ударите во твоето тело, така противникот ќе се победи сами од себе. А мојата порака до вас е: немој никогаш да ја погазиш вистината. Немој никогаш да поклекнеш во својата верба. Не тргај по патот на искушението. Немој да потпаѓаш под влијанија, остани чесен и достоинствен. Секогаш имај верба во себе, во својата сила, во својата моќ, во енергијата која вложуваш, во воспитанието кое родителите ти го пренеле, во моралот на кој те научила религијата и верата, во системот на вредности кој нема да го погазиш никогаш и никаде. Промените се нужна работа и секогаш носат отпор. Ненормално е ако нема отпор на реформата, на промената. Така поместуваш обштествени односи, но знаеш дека тоа го правиш за подобро утре, за својот народ и за татковината. Од лево, од десно, посилно и помлако. Удари секогаш ќе има. Исто како што ќе има и луѓе пред кои имаш обврска да работиш. Затоа што тие ти ја дале својата доверба и очекуваат од тебе да не им ги прекршиш ветувањата, туку да им ги исполниш, затоа што лагата е најлошата работа. Неисполнетото ветување е најлошата работа. Има работи
кои полесно се менуваат. Има работи кои потешко се менуваат. Ама сите работи се менуваат. Потребна е само волја. Потребен е многу труд и јасен видик. Ако сгрешиш, ќе се извиниш, тоа не е срам. Тогаш покажуваш поголема морална исправност и поголемо почитување. Ние можеби за нешто сме грешеле, затоа што нема безгрешни, а само Бог е безгрешен. Но секогаш кога тоа сме го увиделе или ни било укажано, грешката сме ја коригирали и исправале. Ете, тоа не разликува нас од останатите. Ете, тоа е ВМРО ДПМН. Да живее ВМРО ДПМН. Да живее Република Македонија. Да живее Европска Македонија. Ви благодарам.